Спортската сала во комплексот на Универзитетот Свети Кирил и Методи, која повеќе години беше оставена во руинирана состојба, конечно ќе биде ставена во функција за потребите на студентите. Министерството за спорт го означи почетокот на градежните работи за комплетната реконструкција и адаптација на салата, со вкупна вредност од 54 милиони денари. Министерот за спорт Борко Ристовски истакна дека салата, која повеќе од 10 години стои без собственик, ќе биде ставена во функција до крајот на годината. Направивме 5 реконструкции на спортски сали и над 45 реконструкции на отворени игралишта. Без спортска инфраструктура нема резултати, изјави Ристовски на официјалниот старт на проектот. Ректорката на УКИМ, професор Билјана Ангелова, нагласи дека со ова се решава децениски проблем. Првиот договор за салата бил направен во 2007 година, но проектот бил блокиран поради низа административни и правни проблеми. Со новиот проект, ревизија на градежната дозвола и регулирање на правниот статус, салата конечно ќе биде ставена во владение на УКИМ. Салата ќе обезбеди капацитет за околу 7000 студенти, значително напредување на универзитетскиот спорт и создавање подобри услови за тренинзи, надпревари и студентски активности. Според најновите податоци на Евростат во 2024 година во Европската Унија се родени 3,55 милиони бебиња, што представува намалување од 3,3% во споредба со 2023 година. Вкупната стапка на фертилитет изнесува 1,34 живородени деца по жена, значително под нивото потребно за природна обнова на населението. Во Македонија стапката на фертилитет се намалува на 1,44, што исто така е под критичната граница за одржување на населението. Податоците покажуваат дека жените во Европската Унија се одлучуваат подоцна за првото дете, со просечна возраст од 29,9 години, додека во Македонија просекот е 27,8 години. Историјата на наталитетот покажува драматичен пат. Речиси 2 пати помалку деца се раѓаат во Европската Унија отколку пред 6 децении. Во Македонија, бројот на новороденчиња се намалил од 44.095 во 1960 на рекордно ниски 16.061 во 2024 година, што ја истакнува сериозната демографска загриженост и потребата од политики за поддршка на семејствата и зголемувањето на наталитетот. Во своето прво јавно обраќање по наследувањето на позицијата по смртта на својот татко Али Хамнеи, новиот лидер Моџтаба Хамнеи порача дека Иран ќе продолжи да ги таргетира американските бази на Блискиот Исток и Ормунскиот проток. Неговата изјава беше емитувана на иранската државна телевизија. Блокирањето на Ормунскиот проток е нешто што Иран треба да го користи. Неговото затворање ќе продолжи како притисок врз непријателот. Иран има политика на пријателство со соседните земји, но би им советувал да ги затворат американските бази кои Иран ќе продолжи да ги таргетира, изјави Хамнеи. Тој додаде дека Иран нема да се двоуми да се одмазди за пролеаната крв на своите граѓани, особено во врска со нападот на школото за девојчиња во Минап, каде беа убиени 168 лица, од кои 110 деца. Првичните истраги укажуваат дека американски проектил го погодил школото, но Соединетите американски држави досега не превзеле одговорност. Хамнеи повика на национално единство и ја пофали иранската војска за спречување на поделба и подчинување на земјата. Моџтаба Хамнеи го преживеа нападот од 28 февруари во кој беа убиени неговиот татко, мајка, сопруга и син, при што тој бил лесно ранет. Тој официјално беше избран за нов врховен водач на Иран на 8 март. Според најновите податоци од Агенцијата за бегалци на Обединетите нации, до 3,2 милиони луѓе биле принудени да ги напуштат своите домови од Иран од почетокот на војната на 28 февруари. Овие бројки се заснуваат на прелиминарни проценки на раселените домаќинства низ различни делови на земјата, пренесува Reuters. Агенцијата истакна дека бројката е прелиминарна и дека може да се ревидира како што ќе продолжи собирањето на податоци за вистинскиот обем на внатрешно раселување. Од агенцијата предупредуваат дека хуманитарната ситуација може дополнително да се влоши. Овој број веројатно ќе продолжи да расте како што продолжуваат непријателствата, сигнализирајќи загрижувачка ескалација на хуманитарните потреби, се навидува во соопштението на Агенцијата за бегалци на Обединетите нации.
Времето денеска сончево со мала до умерена локална облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од променлив правец велат од управата за хидрометеоролошки работи. Во Скопје сончево и релативно топло време со слаб променлив ветер. Од сабота следува период на променливо облачно време со сончеви периоди. Претежно во попладнивните часови ќе има повремени локални врнежи од дожд. Дневната температура од вторник ќе биде во опаѓање.